Драмското куклено студио Думон од Струмица работи веќе 2 години со деца и млади талентирани во областа на театарската уметност. Ова студио го има добиено своето име од трите први букви од презимињата на големите актерски имиња, легендарните Александар Думов и Сандо Монев, кои покрај својот професионален ангажман во Народниот театар Антон Панов во Струмица се занимавале исто така и со предавање на љубовта кон театарската уметност на децата и младите. Така Думон има за цел да пронаоѓа, згрижува, развива, насочува деца и млади талентирани во областа на театарската уметност преку еден систем, програма на неформално театарско образование. Думон досега брои за своите 2 години постоење 45 члена. Ако минатата година имавме 2 групи на деца и млади, оваа година веќе имаме 5 групи. Тоа 3 групи на деца, 2 групи на млади. Обуката на децата помина со јавна презентација, тоа се случи пред 2 месеци, а обуката на младите се уште трае. И така, младите се поделени во 2 групи, драмска и драмска куклена група. Драмската група треба да излезе со јавна презентација од сите досегашни работилници во текот на овој месец, месец ноември. А драмско-куклената група ќе излезе со презентација од својата обука сега во недела на 4 ноември во Центарот за култура Антон Панов во 19 часот. Драмското куклено студио Думон се реализира преку Сдруженијето Мана од Струмица. Поддржувачи на ова студио се општина Струмица, а директни партнери во реализација се Националната установа Центар за култура Антон Панов од Струмица. Можноста ја користам да ги поканам сите гледачи од сите возрасти на премиерната изведба на драмско-куклената група со представата Малиот принц од Екзипери во недела на 4 ноември во 19 часот во Антон Панов во Струмица. Ајде околу драмскиот проект малку, Малиот принц, зашто се одлучивте за оваа тематика, колку ќе учествуваат во неа, на која возраст ќе бидат младите? Така. Малиот принц е вечна тема, тема која ги опфаќа сите возрасти, така токму затоа се одлучив лично јас за ова дело. Ова е најпреведуваното дело, најпреведуваната книга во светот. И затоа велам вака, се шегувам дека представата е за возрастни, но и за децата. Знаеме дека е задолжителна лектира за 4-то оделение, но книгата е многу филозофска. Тоа е, Малиот принц е начин, филозофија, начин на живење, мит. Тоа е да си го свртеме вниманието кон самите себе, да се запрашаме што навистина сакаме, зашто сме овде, како постапуваме, зашто вреди да се бориме во животот. Тоа е едно свртување кон вистинските морални вредности кои ги забораваме или се изместени, веќе не постојат истите. Токму затоа е Малиот принц. Во оваа представа играт 4 млади, талентирани луѓе на возраст од 15 до 21 година. Тие имат можност да покажат огромна трансформација затоа што играт повеќе ликови. Драмско куклена е затоа што имаме една кукла и имаме елементи од куклениот театар преку оживување на предмети со 2 сцени. Представата е многу интересна и има многу брз темпо ритам и вчера имавме проба со публика, со домашна публика, која прекрасно реагираше публиката и младите беа како вистински професионалци, присуствуваат целосно на сцената, токму затоа велам вистински професионалци, веруваа во она што го прават и го прават навистина со многу љубов
и мислам дека гледачите ќе бидат многу задоволни, ќе уживаат и потоа сите се поканати на дружба овде во фоето, значи целата публика заедно со учесниците да разговараме и да размениме мислење на темата Малиот принц. Постоите 2 години, колкав е бројот на театарски представи кои што ги имате направено и има ли интерес кај младите стомичани да бидат дел или да сакаат да станат актери, еве да глумат? Па да, 45 члена за 2 години е навистина така солидна бројка, може да се каже дека и многу. Сите да станат актери. Желбата е голема да се настапи на сцена, да се проба. И овде има многу љубов за сценски настап. Но актерството е доста одговорна и сериозна професија. Во тоа се уверија сите членови, затоа што друго е кога гледаш отстрани. Тогаш си велиш дека и јас можем така, но друго е да застанеш на сцена и да го правиш тоа што треба. Да го правиш одговорно, затоа што во оваа игра има правила, како и во секоја друга игра, што ја играш. Така и во театарот, во актерската професија си има правила. Заинтересираноста по бројката кажува дека е голема. Минатата година имавме 2 групи, направивме 2 представи како производ од сите работилници. Оваа година имаме 5 групи. 3 групи на деца, што реков пред малку, се доста мали. Тие се од 6 години до 12 години. Значи, тие ги учеа првите чекори. И затоа направивме како кратки презентации јавни, затоа што тие се уште ги учат првите стапки, првите чекори. И тоа беше склопено како мини 3 представи во една. Оваа година драмската група прави представа што ќе излезе во ноември овој месец и еве драмско куклената уште една представа Малиот принц, така да се множат и да се множат понатаму, дај Боже. Локалната контрибуција за реализација на проектни активности од повеќе области во согласно со стратешките цели на општина Струмица за развој на општината е огромна. Општина Струмица веќе 3 години подред распишува јавни повици со 2 развојни програми. Едната програма е за поддршка на проекти и проектни иницијативи од областа на ЛЕР, на заштита и унапредување на животната средина, образование, спорт, култура, и другата програма е за социјална заштита. Значи, сумата која општината ја одвои оваа година за реализација на вакви проекти изнесува 3 милиони денари. Денеска сме тука за поддршка на проектот Драмско куклено студио Думон од Сдруженијето МАНА, кое ќе придонесе кон збогатување на културно-уметничкиот живот во нашава општина, ќе ги вклучи преку проектните активности, преку посетата на оваа представа, граѓаните на општина Струмица и пошироко. И се надвам дека во иднина општината ќе поддржува и ќе спроведе уште ред вакви проекти. Центарот за култура Антон Панов покрај својата редовна работа, односно она професионалното што го вработените во него како театарот, професионалниот театар наш, ликовната галерија, сценско-музички оддел, има за цел и зацртано е да дава поддршка на невладени организации, на здруженија, односно и да го развива и негова аматеризмот во сите видови области од делот на културата. Не случајно ја дадовме оваа шанса еве на младите ментори кои се нафатија да ја работат таа работа, да образуваат млади личности, да ја засакат културата, а посебно театарскиот дел од културата, бидејќи па и ние после тоа се надеваме дека од овие 45 деца колку се надевам дека некој ќе се запише на факултет од драмската дејност, па ќе се развива и нашиот театар полека. Уште еднаш ги повикувам сите љубители на драмската уметност да повелат во недела на премиерното издание на Малиот принц и еве апелите од другите здруженија кои што сакаат од било кој дел од културата да
работат нешто во Центарот за култура, нека повелат, ќе имаат поддршката од нас.